Ке се решили статусот на стечајците кои добија негативни решенија, поради тоа што самоволно напуштиле работа. Првиот штипски стечаец оптимист дека најдоцна до 15 јуни, за кога е закажана и средба со Министерката за труд и социјална политика, ке се знае дали владата ќе има слух за овие работници, кои како што тврдат, подписите на решенијата за престанок на работните места се фалсификувани од страна на нивните газди. И да е било право работникот крив, газите кој сака така си пишуваат решењата и некој има спогодбена, некој самоволно подпишан, а они негират го тоа. И ќе видиме на крајот што ќе одлучи. Вакви случаи покрај Штип регистрирани се во Велес, Кочани, Гостивар, Кавадарци, како и мал дел во Струмица. Сега ќе се бара да се направат нови измени во законот, со кои ќе се опфати и оваа група на стечени работници. Ќе тражиме некој да се најде кој што направи измените во вториот пат со предлог законот да се измени нешто. Тоа се става на ние ќе потражиме, тоа е на владата става. Ако одлучат министерката и владата да одлучат. Конечно и премиер, ако се согласат да направат некои измени, некои членови да се додаде, на оваа група да се обештети. Ако не, ќе видиме понатака што ќе се одлучат. Додека немаме средба не може. Во Штип се поделени 170 негативни и 270 позитивни решенија. За сега спорни остануваат за поранешните вработени во Штипска кланица, како и за вработените во живинарска и свињарска фарма.